Прва работа која што морам да спомнам е дека жално е тоа што македонскиот народ најчесто се обединува само на големи трагедии. Тоа е една појава кај македонскиот народ што уште полошо ние се обединуваме и тоа го правиме само во моментот додека трае самата трагедија. Многу брзо, како што видовте сами во вестите, не само што се заборава, туку се заборава на најсрамен можен начин, буквално се игнорира како да не се случило. Кај нас има обратен ефект. Значи кога помагате нема потреба да го кажувате тоа на сите како видите помогнав. Да, и за некои помагаат само за да се пофалат. Втора работа, значи помошта која што успеавме да собереме за жал не беше премногу голема, беше околу некои 500-600 евра во тој момент кога што успеавме да направиме. Толку? Но ова беше, рекол, донации кои што ги добиваме на самиот канал, кои што ги користиме токму за оваа цел. Се случило и претходно во 2-3 наврати, пак ќе кажам нема потреба да го комерцијализираме. Во однос на хуманитарна помош, јас колку се информирам затоа што во Малта македонците се организирани преку 2 Facebook групи. И на тој начин практично може да видиш што се случува и како се разговара, значи буквално македонци во Малта, нешто тој фазон. Буквално како што тоа го има во секоја друга држава. И сега, од она што јас го знам, значи не можам да речам со сигурност, но она што јас го знам, таква акција не постоеше. Имаше неколку македонци кои што имаат директно своји роднини загинати во трагедијата во Кочани.